Душа малечка, јас сум една душа малечка, смилувај ми се. Јас сум еден гостин веден, покани ме. Јас сум просјак што за љубов моли, дај ми. Јас себе ти се предавам низ животот да ме водиш, оти тој царство е твое и знам дека постојам, затоа што сум милоста твоја. Дали се согласувате со мене дека ова беа најслатките и најхаризматичните рецитирања на овие песни? Смием нешто додати. Нисмо, да кажеме дека ово исто ние во Дугосело во Загреб имаме да живееме. Од Бранкица имала знамено предава македонски јазик. И Бранкица да ми каже колку ученици има и можда не е поред. Да, спонтаноста е најубава работа. Во 2022 година во Дуго Село прво на некаква моја иницијатива, а на одобрување од родителите кои што се од македонско потекло. Дуго Село е градче во непосредна близина на Загреб и се доселија во последниве години доста нашинци македонци, дали е за жал или за среќа, ќе оставам сами да се процениме, меѓутоа не има. И родителите покажаа интерес и иницијатива децата да продолжат да си го учат својот мајчин јазик и да негуваат културата и традицијата. Јас како наставник по биологија и природа во тамошните две училишта во Дуго Село, основни, веќе бев во самиот образовен систем на Република Хрватска и само ги предложив на директорите желбите, иницијативите на родителите дека имаме желба за изучување на македонски јазик како изборен предмет во Хрватска. Понатака процедурата одеше со барање до Министерството и Министерството на Република Хрватска ни го уважи барањето и така од 2022 година ние сме прво училиште во Загребачката жупанија каде што се изучува македонски јазик по моделот С, тоа значи изборен предмет, каде што изучуваме културата и традицијата, јазикот, музиката и правописот, граматиката и слично. Во Хрватска постојат и други училишта каде што се учи македонски јазик, во Загреб 2, Пула, Риека, Осијек и поголемите градови, меѓутоа во Загребската жупанија сме ние првоотвореното училиште. Оделението број 20 дечиња, 8 се македончиња, останатите се хрвати, кои што покажа интерес и желба за изучување на нашиот јазик, затоа што ќе се сложам со Јудита дека јазикот и државата е секој од нас. Тоа се обидувам прво дома на моите деца да им го пренесам како едно воспитување, а и на учениците дека многу е убаво каде и да те однесе животниот пат и многу подалек од Хрватска, никогаш да не заборават од каде потекнуваат, кои се нивните први зборови и кои се нивните обичаи и култура. И дека токму кога цврсто ќе стојат на земјата со она убедување кој што Јудита го изнесе за незе кога дошла овде дека јас сум тоа и не можам да се менувам и да бидам нешто што не сум само за да некому се допаднам, многу е погрешно. Најдов на примери меѓу помладите луѓе каде што се скриваат и се засрамуваат да се кажат дека се македонци, од која причина не знам, а то дека кај нас е примерот кога ти цврсто ќе стоиш на земјата со тие длабоки корени кои што се опишани во мојата збирка и со ставот дека потекнуваш од една прекрасна земја која што е колевка на културата и на традицијата, од каде што ја имаме Лидија Македонка и се словенските браќа Кирил и Методи и понатака до современата македонска книжевност, луѓето те прифаќаат и те ценат. Токму затоа во моето оделение има многу повеќе хрватчиња и деца од други националности, него што сме македонци. И да не биде сега дека сама се фалам, имам сведоци живи, токму поради тој став, мојот град и целата локална заедница ја доживеа Македонија како една пријателска земја и Македонија во Дуго Село навистина живее. Веќе
2 години 3 поред имаме покани отворени да сме земја партнер на фестивали во градот и се надевам дека во иднина ќе ги оствариме. И тоа е пораката до сите млади, да го негуваат она што се. Многу е убаво да запознаваат и други држави, култури и јазици и да го почитуваат туѓото, меѓутоа да не заборават кој се. Тоа би го додала. Бранкица, ова беше премногу инспирирање.